Што за вас како активист представува слободата на изразување, медиумските слободи, па во таа смисла и активизмот воопшто? Слободата на изразување, од еден, ако може да се рече филозофски аспект, за мене значи да бидеш. Значи, ако некој некогаш рече мислам, значи постојам, во денешно време кога мислата е сегде присутна и лесно се провоцира или се поттикнува, мислам дека слобода на изразување значи промена на таа флоскула, на таа фраза, мислам значи постојам, значи слободен сум значи постојам, или слободно се изразувам значи дека постојам. Бидејќи сите луѓе кои од денеса перспектива зборуваат за некаков режим и за некаква репресија, за некаков притисок кој го чувствувале во изминативе години, а молчеле, биле мртви луѓе, мртви души, луѓе кои вегетирале, кои не можеле ниту да делуваат на она што им се случува, ниту да кажат дека нешто им се случува. Така да, од еден филозофски аспект, без слободна мисла која треба да ја изразите, вие не сте жив човек, вие сте суштество кое вегетира. Така тоа го гледам јас и затоа сметам дека слободната мисла треба да биде оче наш за секој човек. Од кој сакате аспект или од која сакате перспектива, видете го тоа во едно семејство, например. Ако децата не ги учиме слободно да се изразуваат, да ја кажат својата мисла, својата потреба, секогаш некој од тие кои молчи ќе биде запоставено и ќе биде некаде настрана. Последно ќе добие патики, например. Не знам, последно ќе добие она што треба да го добие. Во школските клупи, она дете кое молчи, кое е седнато некаде таму на крајот, бидејќи не знам од посиромашно семејство или не знам од каде, па тоа се срами да се изрази така како што треба, секогаш ќе заврши некаде на маргините на општеството. И криво ми е што и самиот систем веројатно сака да се ослободи од таквите луѓе кои немаат храброст да ја кажат слободната мисла, па не се насочило на тоа да ги едуцира луѓето да бидат секогаш спремни и подготвени да ја кажат својата мисла и својата потреба. Така да, слободната мисла за мене е двигател на она што треба да ни се случува, двигател на самиот човек, двигател на општеството на крајот на краиштата. А ако таа слободна мисла не може да стигне до оние до кои треба да стигне или на оние за кои е наменета, ако нема таква можност, тогаш таа ќе биде некоја мртва мисла или некое ехо кое ќе одзвони еднаш и ќе замине. Затоа се тука медиумите, затоа се тука оние кои ќе и дадат простор на таа слободна мисла. Некогаш ќе биде реално критичка, некогаш ќе биде чиста шпекулација или што и да е, но мислам дека пак без медиуми кои ќе го дадат простор за слободна мисла, ние стануваме како општество мртви. Ако еден човек без слободна мисла е мртов човек или вегетира, тогаш општеството како заедница од граѓани, доколку нема медиуми каде што ќе се изрази, за мене е општество кое вегетира, кое дури не е ни на маргините на картата на светот. За жал Македонија во овие изминати години беше општество кое вегетираше на тоа поле, луѓето своите слободни мисли ги кажуваа дома шепотејќи со својот брачен другар или со некој пријател, затоа што фразата "изидовите имат уши" остана и до ден денешен. И јас секогаш додека можам ќе бидам некој кој ќе прави се и со својот пример, не само да поттикнувам и да, не знам, кажувам како треба, туку и ќе покажувам како треба кога имате една слободна мисла. Тоа го правам во континуитет секојдневно, таму каде што имам простор, таму каде што некој ќе ми даде простор, како и вие сега, за да го кажам она што го мислам, се со цел не да се направам умен за нешто, туку за мене слободната мисла и слободниот израз всушност значи повикување на некаква игра, на некаква социјална игра. Кога вие ќе кажете некакво мислење или некаков ваш деловен став, користејќи слободната мисла, предизвикувате кај оној кој ќе го чуе тоа некаков поттик, некаков мотив за и тој да размисли во таа насока доколку го смета дека треба, па да ви се спротивстави со некој негов став, мислење и слично, но не со цел да се направи поумен од другиот, туку со цел да дојдат до една заедничка мисла или заеднички став, кој пак понатаму ќе го продолжат и ќе наоѓаат истомисленици за нештото за кое станува збор и ќе направат една заедница која ќе се избори за она кој им треба. Всушност така и функционира
целото општество, целата природа функционира така. Ќе се соединат неколку шумски зверки за да направат нешто што ќе им треба, зашто да не ние кои сме поразумни да не се соединиме со иста мисла, со ист став, користејќи ја слободната мисла да стигнеме таму до каде што сакаме. Така да како едно резиме, мислам еден заклучок бидејќи накусо не можам да кажам ништо. Мислам дека без слободна мисла ние сме мртви луѓе и јас во такво општество не би сакал да живеам. Како активист, дали до сега сте се случиле со некаков притисок политички или од бизнес центри на моки, како сте се справиле со исто? Имаше една убава во онаа бивша Југославија, во бивши систем, кога српско-хрватскиот не беше службен јазик, една убава мисла викаше е ли папа католик. Така да сум имал многу притисоци од најразличен карактер. Да не зборувам за оние од оваа перспектива мали притисоци, ако се за некој кој не се соочил со тоа големи, од не знам, омаловажување на твојата личност, на твоето постоење, на твојата професија, на нарекување на, не знам, се сеќавам познатата новинарка Мирка Велиновска ме пишуваше некаде дуле побод украински револуционер, ордите на Сорос и така натаму. Тоа беа некакви притисоци кои вашите блиски кога ќе ги прочитаат, а не знаат за што се работи, веднаш пристапуваат на некакви предрасуди кои за жал не можеш секогаш и секому да ги откинеш затоа што си немал прилика да им објасниш што тоа значи, зашто некој така ве карактеризира. Така да сум имал од сите можни страни притисоци, само не од моето семејство и не од моите најблиски соработници. Го спомнам тука мојот соборец Илија Балтовски. Тој бил единствен со кој сум можел подлабоко да разговарам на некоја тема, за да не бидам, не знам, да немам некаков притисок од негова страна, да речем. Тоа било единственото место, единственото ќоше кај што сум можел да кажам дека царот Трајан има магарешки уши и моето семејство. Така да сите други кои сега не ги спомнав, овие кои ви ги кажав, од сите сум имал притисок, дури од моите блиски пријатели. Притисокот најразличен вид, но мислам дека тоа е пак на крајот на кришата многу убаво. Нема да речам тоа што не ве уништува, ве прави посилени, така натаму, но тоа е убаво, затоа што и тоа ве тера да почнувате да размислувате и критички да се однесувате или да ја кажете пак својата слободна мисла и својот слободен став за она што ви се случува. Бидејќи во почетокот мислев дека нам само ни се случува такво нешто. Мислев дека само ние имаме некој таков притисок затоа што правиме нешто кое сметаме дека треба да го правиме. Но кога заради мојата професија ќе дојдеа кај мене луѓе кои се исповедаат кај мене и ќе кажеа дека некој ги избркал од работа, внимавајте, некој ги избркал од работа затоа што ставиле, кликнале на лајкот кај што треба, она ми се допаѓа на некаков наш или мој коментар, објава или критика, може да замислите каков притисок имало околу мене и тоа ми дало за право да бидам похрабар и да не се занесувам дека јас сум само некој кој е изложен на притисоци, туку дека секој оној кој се обидел нешто јавно, свесно да каже бил предмет на силен притисок. Всушност и тоа значи, нели, барем така го разбираме, тоа значи и режим. Затоа и се жалиме дека постоеше еден режим, што не ми се допаѓа сега со новата промена на централната и локалната власт, како повторно да го чувствувам тој притисок и тој нивни став на игнорирање, бидејќи кога во претходниот режим сум пишувал на мојот официјален Facebook профил и на некои портали кои ќе ми даде простор, сум пишувал некаква критика оправдана со факти за бившиот режим, сум наидувал на силни притисоци и критики од тие кои се припадници на минатиот систем, на минатата партија, минатиот режим. Сега ми се случува исто. Кога ќе напишам некаква критика или некаков поттик да се направи нешто од оние кои ветуваа, веднаш добивам некакви омаловажувања, некакви, не знам, можам да ги наречам буквално притисоци. Например, пред едно-два месеци, објавив на мојот профил изјави на премиерот Зоран Заев дека кога ќе дојде на власт ќе биде оној кој ќе се заложи за една изборна единица на територијата на Република Македонија. Кога го објавив тоа пред 2 месеци, сите оние кои лајкнуваа и кликнуваа беа припадници на денешна власт, сигурен сум дека го прочитаа, ама доби неколку, не знам, 20 на 30 поддршки, дека им се допаѓа тоа. За пред 2 дена истото повторно да го објавам, за да ги потсетам дека она што јас ќе побарам
зборот да остане збор не значи дека некого критикувам, туку само го барам она кое некој ми го ветил. И сметам дека ќе продолжат и понатаму тие притисоци. За жал, некој ќе се труди да ја убие слободната мисла, слободните медиуми и слободниот простор, но тука сме да се спротивставуваме, нели? Како велат, спротивностите понекогаш и се привлекуваат, така да веројатно мене ме привлекуваат како магнет таквите неправилности. Секогаш ќе бидам на страната не на правдата, но на слободното изразување. И јас како активист ќе продолжам и понатаму да бидам активист, бидејќи активист не е ништо повеќе туку граѓанин кој има своја слободна мисла, слободен израз и решил тоа да го прави понатаму. За мене тоа е активист. Се друго е за мене продавање некаква магла, дека вие сте, не знам, член на некоја граѓанска организација која цела проект средства од не знам кој, па реализирала, не знам, некаква скрипта или не знам, некаква публикација или нешто. Тоа не е граѓански активист за мене. За мене граѓански активист е кога сето тоа од кога ќе го направите и ќе ја спаковате таа ваша слободна мисла која се темели врз некакви истражувања, ќе ја примените на дело. Тогаш сте за мене активист. Значи граѓанин кој има слободна мисла, слободен став и истиот го применува или се труди да го примени. Ако така го разбирате активист, тогаш со задоволство јас сум граѓански активист кој ќе продолжи понатаму да делува како активист. Ако е поинакво толкувањето, тогаш се откажувам од граѓанскиот активизам.